Женскиот фудбал како спорт се уште не е доволно развиен во Македонија. Иако жените би се согласиле дека фудбалот е груп спорт за да се занимаваат со него, сепак има многу талентирани девојки во државата кои професионално решиле да се занимаваат со него. Една од нив е и Бојана Иванова, која на своите 22 години ја завршила својата фудбалска кариера, бидејќи како што вели, овој спорт во Македонија не е доволно предизвикувачки за понежниот пол. Ипак во Македонија многу не е развиен женскиот фудбал. Тоа очигледно дека е така и плюс немаме никакви резултати. Во лигата функционираат само 3 екипи кои што нема некој ниво да кажеме дека можеш да замениш некаде во страната. Значи да имаш супер лига за да се надпреваруваш, мора да ти функционира лигата. Според Иванова, на женскиот фудбал во земјава не се гледа како на професија, па затоа и жените кои се занимаваат со овој спорт не добиваат плата, ниту пак имаат можност да го покажат својот талент и да успеат надвор од границите на Македонија. Според неа, во земјава има лига составена од 10 тима, а се надпреваруваат само 3 екипи. Во лигата се надпреваруваат само 3 екипи, да кажам, тие што тренираат редовно, другите како релаксација име, само да се појават на стадиони. Тоа го кажам од лично искуство, поради тоа што јас сум била во Македонска лига и знам како тоа функционира. Ипак тоа не е доволно за македонскиот спорт. Збориме за фудбалот во Македонија. Затоа, женската А репрезентација на Македонија моментално е на мирување, од 3 години ставена, поради тоа што нема резултати, нема никакви успеси постигнато. Јас сум била во А репрезентација и тоа го зборам од чисто искуство. Бојана вели дека во Македонија би требало повеќе да се финансира и поттикнува женскиот фудбал, бидејќи има доста жени кои сакаат да тренираат фудбал во својата земја.